Како што најавив, следен наш гостин ќе биде поранешниот министер за здравство Армен Таравари, со кого што ќе разговараме. Тој во моментот ја извршува и функцијата нормално. Знаете, сите градоначалник на Гостивар. Со него ќе разговараме со оглед на тоа што се работи за медицинско лице, за она што се нарекува вакцинација, оно што се нарекува состојба со COVID-19, како што нели споменавме, денеска започнува во вакцинацијата со 20.000 руски вакцини Спутник, кои се донација од Србија. Таа ќе се одвива во спортскиот центар Борис Трајковски, ќе се одвива на 48 пункта. Во меѓувреме расте бројот на позитивни случаи, но фрапантно е тоа што расте бројот и на починати случаи. Нови позитивни на коронавирусот во изминативе денови, бројот се зголемува на хоспитализирани исто така, кои што имаат потешки симптоми. Многумина се зависни од постојаната кислородна поддршка. Според последните податоци на Министерството за здравство на ниво на целата држава, во болница се лекуваат 1739 позитивни и сомнителни на COVID-19. Од вкупниот број пациенти, 703 се лекуваат во Скопје, а 1036 на инфективните оделенија и COVID центрите во другите градови во државата. Во главниот град, во оно што може да се спомене е дека во претходното деноноќе биле примени 65 нови пациенти, инаку според податоците кои што ги добивме за изминатото деноноќе, кои што ги имаме за изминатите 24 часа, кога е во прашање бројот на нови случаи од COVID-19, од направени 3246 тестирања, регистрирани се 734, ова говорам значи за вчерашниот ден. Скопје и понатаму е во водство со 313 нови случаи, следува Битола со 75, Куманово 46, Прилепа 38, Тетово 36, Велес 34, Гостивар 26, Охрид 24, Струбица 22, Кавадарци 19, Штип 17, Кочани 14, Гевгелија и Виница по 10, Кичево и Неготино по 9, Ресен 8, Берово 4, Радовиш, Делчево и Валандово по 3, Свети Николе, Богданци и Дојран по 2, Струга, Крива Паланка, Дебар, Кратово и Македонски Брод по еден нов случај. И вчера беше висока бројката на починати лица, пријавени се вкупно 35 починати лица, 12 од Скопје, 4 од Охрид, по 20 од Гевгелија, Куманово, Демир Капија и Кичево, по еден починат од Гостивар, Кочани, Виница, Велес и Радовиш. Сите 35 пациенти се починати во болнички услови. Регистрирани се 621 оздравен пациент. Вкупната бројка на активни случаи е 21.630, на смртни случаи 3.940, излекувани 109.297, заболени во моментот, заклучно со недела, имаме 134.867. Мислам дека веќе го имаме на скајповска линија поранешниот министер за здравство, денес градоначалник на Гостивар, господин Армен Таравари. Добро утро, добре дојдовте во студио 10. Добро утро, Мишко, ви благодарам за можност. Господине Таравари, ако ве замолам да се абстрахирате за момент од оно што е дневна политика, колку е алармантна состојбата во Македонија со COVID-19 од 1 до 5? Како доктор ве прашувам сега? Ја би рекол 5, апсолутно, значи алармантно, максимално. Затоа и треба да бидеме многу внимателни за тоа што постапуваме и какви одлуки донесува посебно Комисијата за заразни болести, а потоа и самото Министерство за здравство и владата. Гледаме бројките се дефинитивно загрижувачки. Јас напишав и ги анализирав одредени работи, например, во Велика Британија со 68 милиони жители, минатата недела имаше 254 починати од COVID-19, додека во Македонија само со 2 милиони жители имаме 263 починати, што е околу 9 починати повеќе во однос на Велика Британија само за 7 дена. И овие навистина се загрижувачки бројки, да не зборуваме за капацитетите во болниците, иако владата, па и Министерството за здравство
нон-стоп ни кажуваат дека состојбата е сериозна, меѓутоа има болнички кревети. Ете, јас зборувам како лекар, не како политичар. Повеќе пријатели кои што бараат места во болниците, таму кај што се ковид центри, нон-стоп добивам податок дека нема места. Значи нема кај да се сместат и за жал има огромен број на пациенти кои што се третираат во домашни услови. Нормално од матичните лекари кои што во оваа ситуација се изгледа се фамилиарните доктори, изгледа го поминуваат испитот најуспешно, справувајќи се со оваа ситуација релативно успешно, иако и за нив се уште не постојат официјални протоколи како да ги лекуваат унифицирано во целата територија на нашата држава. Се уште тоа што го кажуваме и јас и неколку други колеги, дека мора државата да направи еден протокол по која што ќе се водат сите фамилиарни доктори за тие пациенти кои што немаат можност да бидат хоспитализирани поради преполните места во сите болници. Јас се уште не можам да разберам зошто министерот не превзема чекори во правец на активирање и на приватните болници да бидат при помош на здравствените капацитети во државата. Јас знам дека и во приватните болници нема места, меѓутоа таму пациентите се третираат и плаќаат, можам да речам, 5 пати до 10 пати поскапо отколку во државните институции, иако посебно за инфективни болести најдобрите доктори се наоѓаат во државните институции, меѓутоа мислам дека крајно време е министерот да превземе, да донесе некаква одлука што сите капацитети во приватните клиники да и се дадат на државата барем во следните месец-два додека трае третиот пик. По бројките гледаме дека третиот пик е многу поголем, меѓутоа и посериозен. Ако се гледаат кривите, ќе видите дека веќе го надминува убедливо вториот пик кој што се случуваше некаде во ноември-декември. Ако видиме, Македонија веќе е во 5-то место во светот по починати на милион жители за последните 7 дена, додека рангирана од 153 држави во светот кои што даваат официјални податоци за бројките со заразени и починати од COVID-19, Македонија е на 10-то место по морталитет. Први сме апсолутно во регионот по стапка на фаталитет, која што подразбира соодност на инфицирани и починати. За жал, се уште ни недостасуваат недостасуваат вакцини така како што треба, повторно и по вакцинирање. За жал сме последни во регионот, ако се анализираат бројките на милион жители, иако во државата, ако не се лажам, веќе стигна околу 50-60 илјади вакцини, меѓутоа повторно тоа е многу мала бројка во однос на тоа дека можеме некако сериозно да вакцинираме поголем број на граѓани, жители, посебно тие што се во ризични групи, и затоа ја дадов оценката од 1 до 5 дека ние како држава можеме оваа сериозна состојба да ја видиме како апсолутна петка, да не речам и 5+. Особено оно што може да се види и по социјалните мрежи, но веќе и секој од нас има или пријател или близок кој што поминал со коронавирусот или кој што имал и смртен случај. Некако проценките на некои доктори, на други доктори се движат дека влегуваме во период каде што во овој трет бранд доправа не сме го почувствувале
пикот, ако не се лажам, вчера професорот Пановски, мислам дека излезе со една изјава дека некаде околу 20 април треба да го очекуваме пикот од овој трет бран. Сакам да ве прашам, сега пак ќе ве прашам како здравствен работник и пак ќе се, ако можете да се абстракирате од политичкиот дел. Во една ваква ситуација, потребни ли се порестриктивни мерки во смисла на карантин и слични работи? Видете, јас знам да состојбата е сериозна однос на економската состојба. И затоа најверојатно и владата се обидува да балансира меѓу тоа што е да не одиме па во економски проблеми, меѓутоа сериозно треба да се размислува за малце порестриктивни мерки, барем до тој степен што да не го почувствуваат тоа економските оператори, да речам, од државата. Меѓутоа, дефинитивно треба да се размислува не сега. Требаше можеби пред 10 дена да се започне со одредени рестрикции. Ја не знам, оваа цело време се обидувам да бидам екстрахиран од политиката, значи да не зборувам како политичар, туку како еден граѓанин на оваа држава и како еден обичен лекар кој што работи во овој здравствен систем. Навистина, состојбата е преалармантна и треба да се размислува за порестриктивни мерки. Значи, ова што го направија со полицискиот час од 10 навечер до 5 наутро е стварно хипокризија. Значи, откако се затвараат сите кафетерии, ресторани, локали, после тоа ти воведуваш, после 21 часот воведуваш полициски час во 22 часот, тоа е, мислам, дека е тотална дволичност. Јас се надевам, ви велам повторно, такви одлуки донесува Комисијата за заразни болести, треба многу поодговорно да се однесуваат. Мислам дека целиот период на пандемијата се однесува неодговорно, се однесува и донесува одлуки кои што беа ад хок, кои што беа копирани од другите држави. Мислам дека во таа комисија треба да седнат и да размислат малце по-коректно и по-трезвено, бидејќи, видите, 4000 човечки животи е сериозна бројка за држава од 2 милиони жители. И вакцините, значи ако ги гледаме кривите и ги анализираме кривите на Израел или на други држави каде што има масивно вакцинирање, ќе видиме дека бројот на инфицирани се намалува со зголемувањето на процентот на тие што се вакцинираат. Ја мислам дека дел од тоа што имаме вакви бројки, ваков огромен број на починати и е недостатокот на вакцини. Меѓутоа и рестриктивните мерки кога ќе почне вакцинацијата да биде масивно, да речеме, ако денеска вакцинираат 3000 или 4000, ние имаме капацитети за 10 дена. 15 дена повторно нема да има вакцини. И ако гледаме амбициозни бројки од владата, иако тие бројки, ако слушате 3 различни функционери од истата влада, премиерот кажува други бројки, министерот за здравство сосема други бројки, првиот заменик премиер кажува тотално трети бројки. Ја мислам дека сето тоа некако остава впечаток на несериозност и неодговорност на луѓето и на институциите во кои што луѓето моментално нон-стоп гледаат во телевизија и очекуваат нешто да направат. И во правец на рестриктивни мерки, апсолутно Комисијата за заразни болести треба да размисли. Ако нема капацитети, нека остави на други луѓе кои што би можеле тоа да го направат поодговорно и да се однесуваат така како што треба, посебно во овие тешки моменти за државата. Ќе зборуваме малку подоцна и за вакцинацијата. Сега и да донесе Комисијата престроги мерки, тука е државата таа која што треба да ги практично спроведува тие мерки, во смисла на тоа полициски час, кога е полициски час, не треба никој да има. Или ако нема свадби, треба да нема свадби. Јас прочитав негде во Кочани
не знам прекината свадба, не знам во Кавадарци журка, не знам во Скопје влегува во домови каде што се групираат млади. Пред познати пекарници овде во Скопје практично е до 22 часот е вистински метеж. Прашањето ми е, еве, еден дел од вината нормално или од одговорноста треба да оди кај власта. Колку ние како граѓани сме одговорни во целата ова приказна? Често читам и слушам, барем од експонентите на владата, дека криви се сепак граѓаните и опозицијата. Меѓутоа, секогаш треба да почнеме од самите себе. Значи, прво треба да побараме, од владата зошто вакцините доцнат до април. Или зошто ние ќе треба да се вакцинираме до крај на 2020 година. Барем така пишуваат во The Economist, која што е релевантен част сам лист. Потоа да се сипнеме и на граѓаните. Јас се согласувам дека и ние сите треба да ги почитаме мерките. Меѓутоа, зошто Комисијата за заразни болести не донесува одлуки со кои што нема да дозволи да се собираат повеќе луѓе. Или да речем кафетериите да работат до 20 часот. Хипотетично велам. Или зошто не ограничуваат по кафетерии да не седнуваат повеќе од 3 луѓе. Или зошто институциите на системот дозволуваат да има свадби во Охрид, во Кавадарци, во Тетово, во Гостивар и во други. Зошто дозволуваат? Бидејќи ако се казнуваат тие што организираат свадби, ја ви гарантирам журки или други собирања на поголем број на луѓе, се подразбира дека институциите на системот треба да превземаат мерки. Ја веќе со овие бројки кои што ни се случуваат, ја мислам дека сериозно треба да се размисли за училиштата и за градинките. Бидејќи стварно овие бројки што ги имаме од скупно тестирани, скупно позитивни, се движиме некаде од 20 до 30, па стигнавме и до 35%. Ако превземеме рестриктивни мерки, барем 15 дена, 20 дена, 30 дена, колку да се помине овој период, можеби ќе се вакцинираат поголем број на луѓе, тогаш можеме и полека да се олабави ситуацијата, односно да се пуштаат тие рестриктивни мерки. Меѓутоа, за сега треба сериозно да размислат во тој правец. И немаме друг излез. Гледате, цел свет се уште, барем цела Европа се уште е затворена. Можеби ние сме најлибералната држава во светот во однос на мерките. Ја не велам дека, знам дека со економската криза е тешка во Македонија, е држава која што не може да издржи уште еден пакет на мерки на затварање комплетно, меѓутоа барем еден период, 10 дена, 15 дена, додека се стабилизираат малце бројките, треба да размислуваме за рестрикции. А во однос на граѓаните апсолутно не се дискутира. Значи, откако да ги бараме и да ги анализираме слабостите, недостатоците на институциите, потоа треба дефинитивно и на граѓаните. Меѓутоа, и со нив треба да се работи по, да речам, со одредена кампања во која што нон-стоп тоа ќе се врти, барем ја гледам расположеност од сите медиуми да помогнат во оваа ситуација и помагаат цело време, повеќе од една година. Ја не мислам дека некоја телевизија или некој портал или некој весник нема да одели место за тие мерки што ги препорачувавме пред една година, точно пред една година, дистанца 2 метри, маски носење, хигиена и така натаму, тие кои што се мерки, кои што се препорачуваат од Светската здравствена организација и се применуваат во цел свет. Знаете каде е забуната кај граѓаните и кај оние кои што се, ако можам така да кажам, заговорници на темата за карантин во Македонија. Ако се сетиме минатата година, овој период од прилика имавме околу 25-30 позитивни случаи и тоа беше така драматично
Ние денес отидовме во карантин. Ние денес имаме илјадници позитивни скоро секој ден, или како што видите вие, тоа се движи Има од 50 починати на ден. 50 починати, 45, 35, фрапантен е бројот на починати и немаме карантин. Зашто? Океј, економскиот дел, меѓутоа, предпоставам здравието е пред економијата. Од што се плашат надлежните кога е во прашање да се прогласи карантин или? Видете, ја не гледам, ви кажувам, оти нон-стопи ме обвинуваат дека ете против, по секоја цена против власта, се што ќе кажеме дека има политичка позадина, надвор од тоа ви велам. Барем може комисијата за заразни болести да каже, ние препорачуваме од 20 часот и по тројца максимум по кафани да седат со дистанца и да побара од Министерството за внатрешни работи да превземе сериозни мерки кон тие што организираат собирање на повеќе луѓе. И толку, после владата не мора да го применува тоа, нека балансира и нека види што е по однос на финансиската состојба, економската состојба во државата. Меѓутоа, ја не гледам од Комисијата за заразни болести да даде предлог за поголеми рестрикции. И ова ме загрижува. Инаку после владата како ќе процени дали треба или не треба, дали може или не може. Значи, и ја разбирам да балансира по тоа. Меѓутоа, мене ме загрижува, сериозно ме загрижува загрижуваат препораките што ги дава Комисијата за заразни болести. Значи, нон-стоп од почеток сум бил критичен кон оваа комисија и повторно продолжувам да мислам дека имавме цело време комисија која што не се однесуваше професионално, туку за жал се однесуваше политички. Како ќе им нарача некој направете вака или како ќе направи Србија или Бугарија, претежно Србија, така и ние ќе одлучиме по нивните бројки. Велам, им треба што повеќе совесност да седнат, да размислат и да ги дадат професионално нивните препораки. А потоа владата, тоа се веќе политички одлуки. И разбирам и владата евентуално ако велам балансира меѓу здравје и економија, се согласувам со вас дека здравието е пред се, нема дилеми. Сега, споменавте дека нема слободни болнички кревети, ова ве прашувам затоа што вие, ако не се лажам, вршите прегледи се уште. Така и одвојувате по еден ден од неделата за вашите пациенти. Секоја среда прегледувам пациенти во клиниката за неврофизиологија во Скопје. А прашањето ми е што со луѓето кои што ги имаат тие кои што се хронични болни, се кријат од ковидот да не фатат. Пожелно ли е да доаѓаат на контроли, освен ако немаат нешто итно проблеми, врз основа на што се темели она дека постојано опозицијата вели нема слободни кревети, и овака обичен граѓанин кој ќе каже нема слободни кревети, од Министерството велат има кревети и се е под контрола. Не, ја не велам, ја сакам да има кревети што повеќе. Значи, знам лично... Има ли доктори, ајде креветите не се опрашање, има ли доктори, затоа што и медицинските лица веќе се при крај со силите? Па видите, и докторите се, не докторите, туку и сестрите и другите здравствени работници се пред бърнаут синдром. Значи, пред синдром при кој што веќе не можат и тие да издржат. Ја не велам дека имам намера за критика, камо среќа да имавме полно капацитети и да имавме полно празни места по нашите болници. Меѓутоа, мене лично ми се случува, значи ми се јавуваат блиски, роднини, пријатели и треба да се јавувам на инфективна клиника или на нервна клиника или каде што се ковид центри и знам луѓето низ какви драми поминуваат, не можејќи да најдат слободен кревет, а им треба кислородна подршка. Значи, тоа не го велам со никаква, да речам, со никаква намера. Не ми е намерата да критикувам. Само ја кажувам реалната состојба со која што јас се соочувам, ја ви гарантирам дека со слични потешкоти се соочуваат и многу мои други колеги кои што исто така бараат место за нивни роднини, пријатели, другари на кои што нормално им се јавуваат, знаејќи дека сум лекар, дека имам пријатели таму и мораме така. Јас ви велам повторно, министерот Филиче треба потитно да ги викне приватните болници, да им каже дека до тука профитиравте, направивте што направивте,
ајде сега 3 месеци или 6 месеци работете и помогнете на државата, кажете и вие дека сте заинтересирани да и помогнете на државата. Еднаш имаше таква иницијатива, меѓутоа знаете, таа иницијатива се потпиша нешто, се потпиша 20, 50, 100 кревети, никогаш не се реализира, или не знам, може би се реализира, меѓутоа сериозно треба да размисли и да ги викне болниците и да им дадат нивните капацитети да се искористат барем во овој кризен период додека помине и овој трет бран. Така, иако и тие се преполни, за волја на вистината и тие се преполни. Преполни се, Мишко, меѓутоа со наплатувајќи им на пациентите цени кои што би реков се апроксимативно велам 5 до 10 пати поскапи отколку тие што се третираат во државни установи, државни здравствени установи. Видете, за еден пациент со COVID инфекција да плаќа 500 или 1000 евра на ден, хипотетично повторно велам, не ги знам точно цените како се, меѓутоа тоа е во туѓа несреќа да профитираш. Ја мислам дека надлежните институции треба ова да го видат, иако се прават дека не го гледаат и не знаат, меѓутоа треба да ги потсетам, не јас, туку сите ние кои што имаме, повторно велам, луѓе кои што не можат да најдат места на инфективна клиника, бидејќи најкомпетентните доктори дефинитивно се таму, и знаеме полно луѓе кои што бараат, и тие се преполни, и приватните клиники, и плаќаат цифри кои што се стварно нереални и многу високи. Ви гарантирам дека и во Соединетите Амерички држави да одите во најелитните болници нема да платите 1000 евра или 500 евра на една вечер за третман. Така. Сега малку околу вакцинацијата. Очекувате ли дека со вакцинацијата ќе се релаксира малку ударот или премногу доцна започнува вакцинацијата затоа што нели потребено на период од 3 недели, тоа зависно од како вакцина, додека да почне организмот да создава антитела? Не, добро е да почне. Не го анализираме више доцна, не доцна. Што порано, толку подобро. Ако ги анализираме бројките на вакцинирани во Македонија, ние сме после Сенегал, после Нигерија, после Зимбабве, тие имаат повеќе вакцинирано него Македонија. Без разлика, април, мај, кога и да почне, ние имаме потреба за масивно вакцинирање. Значи ги гледаме кривите во Соединетите Амерички држави, кои што за 6 дена успеа 110 милиони жители да вакцинираат и веднаш паѓа кривата на новоинфицирани. Исто и во Израел, ако ја гледате кривата, кога почнува веќе 20-30% од население да се вакцинира, таму е стигнато, ако не се лажам, на 85%, веднаш почнува бројот на новоинфицирани да се намалува. И во Македонија, ако успееме да вакцинираме барем 500-600 илјади жители, јас мислам дека веднаш тоа ќе се осети. Сега не е моментот да се полемизира и да се дискутира за тоа доцна или рано, тоа го знаеме сите веќе, го плативме цекот од 4000 човечки животи. Сега треба што побрзо, што повеќе луѓе се вакцинираат, за да успееме барем и ние полека, ако не, ете до крај на 2022, барем до втората половина на 2021, кога имаме и попис и избори, барем тогаш да бидат вакцинирани над половина од населението, иако ја мислам дека другата половина веќе го помина вирусот и убаво рековте скоро да нема семејство кое што го нема тоа осетено на своја кожа или со тешко заболени или со починат. Така. Како и да е вакцинацијата почнува денеска, кога господине Таравари докторски ја прашува може да се очекува пикот од овој трет бран? Јас не сум експерт, ја повеќе би милувал да ги слушам Пановски, Даниловски, тие што се експерти по оваа област, штом тие викаат 15-20, така ги читам. Така, 15-20 април, така. Ја им верувам, тие се навистина добри, едниот микробиолог, другиот епидемиолог, на кои што искрено им верувам. И ја би ги повикал и нив, доколку се алтруисти, ја мислам дека се ги знам лично и двајцата, дека убаво би било да се приклучат доброволно на Комисијата за заразни болести и да дадат критични сугестии кои што би биле за доброто на целото население во
Република Македонија. Како доктор, бидејќи велите секоја среда примам во амбуланта луѓе, дали имате луѓе кои што доаѓаат пост-ковид, бидејќи вие сте во еден специфичен дел, оној нефролошки оддел, имате луѓе кои што доаѓаат со пост-ковид проблеми? Да, има полно пациенти кои што доаѓаат со пост-ковид, генерално со главоболки, меѓутоа и по потенцирани симптоми од невродегенеративни заболувања со кои што работам. Така да тоа се веќе трудови кои што ќе треба да ги објавуваме можеби во следниот период, меѓутоа дека не е само пандемијата, туку имаме и психодемија. Значи стравот кој што се причинува и останува одреден период кај повеќето луѓе, меѓутоа и поизразени симптоми на одредени невролошки заболувања од кои што тие боледувале пред да бидат инфицирани. Не знам каде ме праша дали треба сите пациенти кои што поминале ковид веднаш да се вратат на работа. Нормално, тие што се асимптоматски апсолутно треба да се вратат, меѓутоа тие што поминале посериозна клиничка слика, јас мислам и јас поминав посериозна клиничка слика во декември и знам од собствено искуство дека после тоа околу 4 до 6 недели навистина кондицијата беше многу послаба и скоро невозможно да се работи. И би им сугерирал на надлежните институции да размислуваат, ви велам повторно, за посериозните случаи со пост-ковид, евентуално да се има во предвид дека уште еден период да им се продолжи или боледувањето или скратено работно време, бидејќи навистина е еден тежок период кој што повеќето луѓе и законот не го познава, меѓутоа објективно постојат и треба да го имаме това во предвид. Така, сосема за крај, бидејќи знам дека имате образки, се договоривме до 45, имам уште една минута до 10:45, имам уште една минута да ви искористам сега, ако може, како човек кој што доаѓа од Алијанса на албанците, ќе се договорите ли конечно со социјалдемократите или со мнозинството за законот за државјанство за да профункционира собранието? Ние веќе месец и пол ги молиме за да најдеме решение. Значи, наша цел не е нешто да не се договориме, туку да се договориме. Ако некој ве игнорира и се шегува со вас дека за свадба требаат 2 сведоци, за државјанство 3, вие гледате колку сериозно тој се однесува кон еден проблем кој што имаат 1000, 2000, 5000, 7000, не знам колку жители кои што во ковид период немаат здравствена книжка, немаат здравствено осигурување, не се надеваат на вакцини, плаќаат за сите здравствени услуги кои што ги добиваат, а во меѓувреме живеат заедно со нас во Македонија можеби 40, 50, 30 години и ние за тука бараме решение да најдеме. Инаку не сме за блокирање, ние сме за изнаоѓање на решение и за една категорија на луѓе кои што мислиме дека се маргинализирани од општеството. Да, но не може ли паралелно да се договарате да си течат работите во собранието, бидејќи пакет антикризни мерки не може да се донесе, не може да стартува на сила, паралелно преговарате, вие што сакате правите што или народот, барем собранието нека оди или ние тоа го бараме, не е нашата цел, ние кога сме блокирали собрание и за кога беше за попис и за сите закони, тука сме биле и кога немале гласови. И кога ни поднесоа амандмани сешто, тогаш почнавме и ние да поднесуваме, оти на некоректно однесување, не би требало некоректно да се однесуваш, меѓутоа баравме внимание да седнеме да изнајдеме решение за одредена категорија на луѓе, иако некои политичари велеа дека тие што немаат државјанство генерално се роми, па и роми да се, и срби да се, и власи да се, и македонци да се, и албанци, и турци, нека имаат во овој период да не одат од сопствен джеб, човек што не може да се вработи, поради тоа што некој од службите мисли дека е опасен за државата, или тој има 70-80 години, ви велам нонсенс ситуација, ние бараме решение. Значи, целта не ние знаеме дека и сме помагали и ќе продолжиме да помагаме во сите процеси кои што се битни за државата. Така. Ви благодарам што бевте дел од тоа студио 10. Ви благодарам за можноста, имајте убав ден.
Исто и вие, Арбен Таравари, поранешен министар за здравство, денес градоначалник на Гостивар, гостин во студио 10.